Благодарам, Сания. Аз мислам дека сите ме знаат од Иваново кога дојдам. Значи, добар ден уште еднаш, да ве поздравам од име на Министерството за труд и социјална политика и од своје лично име, да се заблагодарам што го отвоивте времето денеска, што дојдовте на овој настан. Настанот кој го организира еднаков пристап е по повод неделата за борба против трговија со луѓе, која што во Република Македонија веќе неколку години се спроведува. И во текот на оваа недела, значи, се спроведува од првата недела на декември. Оваа недела ќе интензивни настани и само во Скопје, колку и во целата република. Националната комисија за борба против трговија со луѓе организатор на овие настани, меѓутоа сите по партнер на настаните се невладини организации, кои што се навистина значајна поддршка во работењето на институциите. И така да се заблагодарам на локалните самоуправи кои што ги поддржуваат овие настани. Работењето на мобилните тимови беше замислено кој што се спроведува значи во партнерство со невладиниот сектор, со во овој случај со еднаков пристап, кој што кажа Сания, во 3 општини, во Куманово, Гостивар и во Битола. Сакала да истакнам дека тимот кој што работи во Куманово веќе од 2012 година има значителни резултати. Во рамките на оваа програма се постигнати голем број на потенцијални, но и идентификувани жртви на трговија со луѓе. Нивната задача беше да работат на идентификација, на заштита, помош и ресоциализација. Во текот на изминативе неколку години мобилниот тим во постојана комуникација со нас, значи националниот механизам за патување на жртви на трговија со луѓе, на неколку случаи кои што беа прифатени и сместени во прифатилиштата за жртви на трговија со луѓе. Она што сакам да го истакнам е важноста сите вие како локални актери да ги поддржите функционирањето на овие тимови, затоа што се работи за ваши граѓани, значи граѓани кои што потекнуваат од Куманово, пред се деца, кои видите после податоците зборува дека најчесто се работи за деца кои што се на возраст од најмалата идентификувана жртва е на 5 години во Република Македонија и понатаму возраста се студентова. Тоа се, значи, ваши граѓани, ваши деца тука и многу е значајна поддршката што вие ќе ја дадете, не само како институции, Центарот за социјална работа ја спроведува својата програма во рамките на законските можности кои што ги имаат, меѓутоа поддршката на бизнес секторот, на локалната самоуправа има потенцијално значење. А јас ви благодарам повеќе затоа што во текот на овој настан ги изслушнете резултатите, но она што е поважно да дискутираме понатака со кои проблеми вие се соочувате или кои ќе бидат начините како понатаму ќе се работи со овие тимови. Инаку да кажам, мобилниот тим се составува од